Здраво живо! Ова што гледате зад мене е костоперската карпа на која што моментално да истражам. Тоа е карпа која што има плато горе и представува еден од нашите свети места или светилишта на македонскиот народ. Порано на таа карпа имало многу бројни градби и храмови. Костоперската карпа и Воевската карпа, која што се наоѓа на 1 километар од нас, се верува дека биле поврзани исто со тунели. Двете се светилишта, односно ќе одам доколку имам време да истражам и Воевската карпа, каде што постои и црквата на Сонцето, храмот на Сонцето. Меѓутоа за Костоперската карпа да кажам дека се нарекувала и Мала Света Гора, односно имала голем број на храмови. Покрај тунелите кои што ги поврзуваат двете карпи, од едната страна се наоѓале и камени храмови, односно храмови укопани во самите карпи. За жал голем дел од нив се затрупани, се надевам ќе пронајдам некој и ќе ви снимам. Ајде одиме со мене да истражиме оваа карпа и да ви представам уште еден мистичен и убав дел од нашата Македонија. Ајде повелете со мене, одиме да истражиме Костоперската карпа, само да кажеме дека се наоѓа во близината на Куманово и е прекрасен објект за посета и секако енергетско место и наше македонско светилиште кое што вреди да се посети и да се зачува. Повелете со мене. Ево ова ќе изгледа карпата од поблиску. Сега се наоѓаме во подножјето на карпата. Како што гледате, цела е обкружена со карпи и ќе бараме некој приод за да можеме да се качиме горе и да истражиме или да видиме што има горе на платото од оваа карпа. Ајде одиме сега некај карпата и ќе бараме пат да се качиме горе. Моментално одам барам место да се качам горе на Костоперската карпа, каде што треба да има остатоци од храмови. Многу е стрмно за да се качам нагоре, па вртам околу, барам некој место каде што да можам полесно да се искачам горе на ридот. И тоа е најдов место кое што е малку поблаго, па мислам дека ќе можам да се искачам полесно. Овде исто така се гледаат остатоци од градби. Некоја штука постоело објект, кували и нешто постоело. Остатоци од бицик. Самата карпа.
доказ дека овој рид бил насерен. Односно дека тука живееле нашите предци. Ова е Костоперската карпа одоздоле. Гледате, а тука е влезот во едно од камените храмови кои што успеав да ги најдам, кои што ги има под Костоперската карпа. Е го влезот. Мал влез, меѓутоа ќе се спромнеме и ќе го видиме внатре како бил храмот. Што гледате? За жал немам светло. И тоа мислам дека се гледа по нешто. Храмот има и своји отвори. Се отвори за воздух. Тука можете да видите има место за седење. Тука има отвор. За воздух е овој отвор. Значи храмот е направен за да има и воздух и да може да се престојува во него. Не очекував дека ќе го најдам овој храм, меѓутоа не земам светло, меѓутоа за среќа се гледа нешто. Посетата на Костоперската карпа заврши, ви покажав што има, сега се одјавувам од храмот кој што се наоѓам. Би сакал само да кажам дека да не се откажувајте луѓе од нашата убавина, истражувајте ја, да не дозволиме овакви интересни места да стојат запуштени, разурнати, стекот на времето да се уништат, затоа што тие сведочат за едно минато и за една цивилизација која што била долго на овие простори пред целата таа западна цивилизација. И би сакал нареден пат кога ќе доаѓам на ова место да има табли, да биде средено, да има инфраструктура некоја пристојна, да може во околината да има кај да се сместат луѓе, да може повеќе луѓе да уживаат и да ги откриваат нашите убавини, затоа што верувајте, Македонија е полна со овакви мистични, мистериозни места, енергетски места, затоа што сме ние стар народ, стара култура и изумлуваме со овакви работи. Тоа е мојот сон за една убава иднина на Македонија. Секако тоа зависи од сите нас и од тоа колку ќе вложиме и колку ќе го цениме тоа што го имаме. Толку од мене, од оваа посета на Костоперската карпа. Ви благодарам луѓе за поддршката што добивам. Останете во добро и се гледаме во некој моје наредно видео. Јас ќе продолжам да истражувам, да ги откријам овие места. Секако ми значи поддршката од вас за да можам да продолжам да истражувам. Секој е добро и се гледаме во некој моје наредно видео, а можеби некаде на улица, на медиум, било каде. Значи поздрав и секој е добро.